Зборувам лично за себе, веднаш прифатив, бидејќи почувствував дека треба да дадам нешто од себе, колку што можам, а сепак мислам дека тоа е многу, бидејќи луѓето таму кои што доаѓаат, навистина им е потребно да почувствуваат друга атмосфера. Значи да не се чувствува она болничка атмосфера, оние бели ходници, се тоа е убаво чисто средено, меѓутоа мислам дека самото тоа даде една друга димензија. И јас во деновите кога исликавме, кога работевме, оние малкумина кои што беа на клиника како пациенти или вработени, имавме многу убав одек. Сите доаѓа и ни велеа, нели, браво дечки, леле супер е, како ќе испадне на крајот. Значи се пренасочило вниманието сепак и во самиот процес. Навистина тие простори кај што ги работевме добија стварно друга димензија, кога ќе влезеш, ете, Бане ќе каже, нели, тие што работеа од европски, меѓутоа ние, еве да речеме, не дека сега се делиме, меѓутоа сакам да кажам дека Да, јасно. Не, нема поделба, ние сме колеги од факултетот за ликовни уметности, меѓутоа сакам да кажам, неговите студенти има еден концепт, ние имавме нели друг концепт. Да, секој со свој концепт. Секој со свој, меѓутоа во смисол сите бевме индивидуалци. Нели, секој индивидуално се постави таму. Да, тоа исто така ќе ми каже секој од вас, еве Андријана спомена, сакав да го поставам прашањево. Секој индивидуално си партиципираше, значи немаше можеби некоја генерална замисла како се тоа да изгледа, него секој си даде свој придонес. Така? Да, секој свој придонес, еве јас ќе кажам лично за моето дело, мислам за мојот цртеж, бидејќи и долго време читам некоја духовна литература и работам на себе. И мислев дека кога ми кажа Христина за ова, реков да, сакам да направам некој цртеж, меѓутоа сакам тоа да биде и едукативно, да им помогнам на луѓето кога ќе го прочитаат тој текст. Јас одбрав еден текст од Луиза Хеј, како да го излечите својот живот, иако има многу мотивациони книги, меѓутоа сметав дека таа е можеби да речам најадекватна, бидејќи таму има и некои поделби за болести, како со кои мисли треба да ги лечиме. Јас буквално ги одбрав тие 3 мотивациони мисли кои што треба да се читаат, да се практикуваат, за да нели ја промениме свеста, бидејќи јас сметам дека ни една болест не доаѓа туку така и дека е таа вечна, дека се може да се излечи, дека се доаѓа од умот, и затоа направив да биде тоа една шаренолика слика каде што се испишани тие текстови за љубовта, за животот, значи едноставно да се поттикнат да им се врати вербата во животот на луѓето. Тоа ми беше мојата идеја и мојата цел. Да. Дички. Да. Јас лично за мојата идеја, значи немав некој концепт, во принцип просторот каде што го работевме, првиот колега направи некој си воден свет, каде што од таму произлегува и сите наши идеи, затоа што нели сепак ние како индивидуи можеме да се прилагодиме еден на друг и да си го работиме тоа што ние сакаме. Јас лично се определив, направив еден кит и едно морско конче, како едно само да напоменам, ги гледаме како едни од подолговечните животни кои што во морскиот свет функционираат и живеат најдолго и се најнеподлежни толку многу на болести. И сепак мислам дека тоа, како што каже Андријана, сепак е убаво да што луѓето кои што се лечат во таа болница и кои што треба да почнат да функционираат со позитивни мисли колку што е можно нели во таа ситуација, дека ќе им го разубави, ќе им го развредри духот колку што може да ги пружат нашите дела кои што ете ние ги дониравме, пак благодарение на сите тие кои што работевме таму без разлика од дали се од ФЛУ, приватно колеги или од кај Бане од факултетот. Меѓутоа мислам дека реакцијата на луѓето кои што се затекнаа во моментот додека работевме таму и беше многу еден симпатичен однос, такви љубопитни, дури имаше луѓе кои што беа стварно вистински поболни, да кажам, кои што автоматски со самото тоа гледање на шаренолика просторија, они веќе духот малку од малку им се разведри. И тоа мене лично многу ме радува и
Тоа е тоа што јас лично би имал да кажам во врска со моето дело и со начинот на Само кој да што работам. споменам, Јане, извини, Кицо, нели ние бевме тие кои што цртавме таму, но има и колеги кои што донираа свој дела. Супер. Значи, да, ова може да се се слики, нели, кои што нешто изработува, кои што понатаму ќе бидат ставени во тие болнички ходници адекватно. Меѓутоа, ова беше, да не речам нашево, да не звучам нескромно, нели го оживува просторот. Да, дефинитивно може и од фотографиите што во теков на разговоров постојано, како што споменав, ќе ги гледаме. И еве, барем од сега ќе слушнеме Бане што има да ни каже, меѓутоа од вас двајца може да се заклучи вашите импресии дека сте ја постигнале всушност целта малку од малку внесување на некоја позитивна енергија. Благоче Наумовски, ти ги предводеше студентите од факултетот за арт и дизајн, исто нели партиципира во оставање свој печат на зидовите на онкологија. Ајде, повели со. Па и ние бевме поканети од страна на Кристина Макаровска. Јас решив да ги викнам студентите од прва и втора година по предметите цртање и сликање и да направиме некаков си концепт. Ние мислевме исто така дека ќе работиме во тие ходници, но нас не ставија во една канцеларија за психологија, мислам. И решивме таму малце поинаков пристап да направиме, бидејќи сме факултет за применети уметности, за дизајн, пристапивме многу по-дизајнерски во однос на работите, позитивно да биде. Децата беа, студентите беа многу возбудени додека работеа, бидејќи ова на некој им беше прво искуство за општествена одговорност. Тоа е пред се многу битно да се внесе во нивната свест дека треба секогаш да бидат подготвени да помогнат на било кој начин, како дизајнери, како уметници, без разлика. И ние пристапивме со геометриски абстракции кои што симулираат бранови, потоа некакви форми адекватни за таа просторија, адекватни бои кои што придонесуваат душевен мир и така да добро се вклопивне во на лице место работевме со студентите, исто како и колегите, без одреден концепт предходно, поделени во две групи, вие тоа ќе работите, јас тоа ќе работам, ќе надополнувам на другите. Значи, некако спонтано. Спонтано и доста добро и доста забавно пред се. Да, гледаме и... Многу доста забавно беше направено и студентите беа презадоволни. Јас како нивни професор бев презадоволен од организацијата, од се како беше врз ова пристапено, бидејќи да помогнеш на некој човек со помош на твојата уметност е најголемиот дар што некој ќе ти го подари. Да знаеш дека со своето дело ти е помогнале да нечи живот му е подобро, на некој таму од пациентите му е, да кажеме, полесно или може би да. Тоа е многу голем подарок за нив и за мене како професор. Сум прегорд на нивната креативност, доста добро изработивне и сме презадоволни, како и моите колеги што кажавне, бидејќи не сакавне да се мешаме со нивната работа. Нас ни рекоа дајте нешто поинакво да биде малце по-декоративно, вие сте факултет за арт и дизајн, секако им викам, што вие така мислите, така и ќе направиме и доста добро испадна. Да, тоа е во принцип тоа е најинтересно, нели да биде и различно. Бидејќи секој, ајде како индивидуи, ете и тие европски со тоа што го работат, сепак да се покаже и да има различни слики, нели? Да има различна димензија. Мене ми се бендисува баш што можеби концептите ни се различни, ама слични. Можеби само тоа што го кажува Бане е малце во поабстрактна форма, нели еве нашите морски светови, нели оној дел ние кај што го работиме. Нашите се по геометриско абстрактно истото. Вклучително и студентите. Меѓутоа јас мислам дека најважно од се што луѓето таму кои што доаѓаат ќе ја почувствуваат таа наша енергија, бидејќи ние работевме со огромна љубов. Да, исто тоа е многу тоа со огромна љубов сработено и тоа се гледа. Се гледа бар од фотографиите што јас имав прилика да ги погледнам, а и гледачите се гледа и тоа како. Меѓутоа ми јавуваат колегите од режија дека имаме гледач на линија што можеби сака да даде некој коментар или прашање на темава. Добар ден, повелате. Ало, добар ден. Добар ден. Јас сум ваш редовен гледач. И Јана се знаеме лично. Во ред, јас во моментов не ми текнува, меѓутоа
нели во интерес на времето, дали имате некако... Да пофалам ова што го правеле. И така да, толку имам да кажам и да продолжат со оваа работа да прават по другите клиники. Во ред. Благодариме. Да. Ви благодарам за вашето јавување. Еве, добро, позитивно е да се слушне некој го следа. Така е. Да, и затоа ми беше целта, можеби малку да ја анимираме јавноста со отворени телефонски линии. Дечки, ни фалат ли можеби малку повеќе вакви хуманитарни акции каде што ќе биде инкорпорирана уметноста, културата и фокусот ќе се даде на вас, можеби за себе изразување на некаков начин, меѓутоа од друга страна правиме добро дело. Вака, јас лично, значи, сум секогаш во принципот, значи, поготоа кога станува збор за млади уметници, значи, тоа е обострана афирмација, значи, установата како онкологија во дадениот случај, меѓутоа и тоа е и еден вид на промоција на уметникот како човек. Покрај доброто дело кое што се прави за сите луѓе, да не се повторуваме, кои што се наоѓаат таму. Мене ми е втор пат да донирам. Првиот пат беше за пожарите во Атина кои што се организираа преку 70 уметника и каде што се правеше изложби, да не набројувам каде све тоа имам донирано. Меѓутоа, мислам дека тоа е еден многу убав гест каде што луѓето ќе дознаваат за вас како уметник, уметникот ќе има начин да се изрази и да поттикне, како што вика Бане, да поттикне на убаво, симпатично чувство кај луѓето. И мислам дека таа донација, поготово во ваков тип на институции, треба да биде малце помасовна, значи, затоа што јас тргам од самиот себе. Кога јас лично би отишол во болница, и каде што во болницата се обични бели ѕидови, каде што ќе влезете во некоја болница, каде што е тоа симпатично, со цвеќиња, со слики, со малку од малку се осеќате попријатно, попривлечно, посмирено на духот. Така да верувам дека ќе продолжат ваков тип на акции да се случуваат не само на онкологија, на сите институции каде што има потреба да се направи тоа и дека ќе се пријават поголем број на колеги кои што ќе го направат истото што го направивме и ние, иако не бевме мал број во целата работа. Па јас мислам дека сега да не испадне, нели, ние уметниците се доста хумани луѓе и познавајќи многу, нели, колеги, сите донирале, сите дале нешто од себе, тоа што можеме да го дадеме. Јас не знам, сум учествувала навистина на многу хуманитарни настани, можеби не сум, нели, кажала или некогаш немало, да кажеме, јавно каде се тоа може да се случи, меѓутоа убаво е и нормално потребно. Денеска што ни преостанува, освен да се помагаме едни со други. Барем она што можеме да го дадеме како дел од себе, зошто да не го дадеме, бидејќи некој го нема ни тоа, а за некој многу и вреди. Затоа мислам дека треба да се организираат хуманитарни акции нормално таму каде што најмногу се потребни. Ние и сите оние хумани граѓани кои што сакаат да се одзват на тие покани, секогаш сме, нели, отворени. И нормално, тоа е еден вид дружба, еден вид запознавање, еден вид на афирмација на уметноста и најнапред сепак луѓето и треба малку повеќе да бидат инволвирани во културата и во уметноста воопшто. Мислам дека многу е битно за едно општество културата да е на повисоко ниво. Да се посетуваат изложби, да се посетуваат концерти, представи. Сакав да ја начнеме и таа тема малку, да го ставиме Бане евентуално ако има некаков коментар во однос на хуманитарни акции и главното прашање тоа ќе биде афирмацијата на уметноста кај нас. Па во однос на хуманитарните акции, исто како колегите мои, и јас доста учествувам во хуманитарни акции, исто така и факултетот за арт и дизајн, морам да го споменам, бидејќи повеќе се бавиме во односот на инклузивниот дизајн, каде што моите колеги од другите оддели на факултетот за арт и дизајн помагаат во однос, ги вклучуваат студентите во однос на инклузијата, така да тоа е доста добро. Уметниците, дизајнерите денес што го прават, бидејќи преку уметноста
да се помогне на некој да не се повторуваме, да се чувствува подобро. Тоа е работата на уметноста денес. Уметноста остана нешто најубаво што е во светот, сега за сега покрај се што се случува, покрај целиот тој хаос, и таа останува еден двигател на овие нешта. Затоа ги апелирам до сите колеги да се вклучуваат во вакви настани, во слични проекти, да подпомогнат. Обштествената одговорност е доста нужен фактор кај секој уметник. Штом станеш уметник или дизајнер, тоа е веќе вродено во тебе. Мора да си обштествено да помагаш, да водиш принцип спрема тие обврски. Да, и она што сакав како следно прашање. Релативно сте или млади, но веќе и покажани и докажани уметници во секој со своето. Моментално што секој од вас прави во овој однос, но и она главно прашање, ајде две во едно ќе ги склопам, што го спомена и Андријана. Ваше видување, докаде сме со афирмација на уметноста еве во земјава? Сметате ли дека на општествено ниво, односно граѓаните, младите, имаат доволно развиено свест во овој однос? Дали би станува збор за посетување на изложби, ценење на добра уметност? Секој од вас имал нели изложби како и во Македонија, така од и надвор низ земјите, па може малку повеќе околу ова да ни откриете и да продискутираме. Би сакала да слушнам ваше мислење. Па тој однос на публика уметност многу во последно време според мене е во некаков пат. Барем во нашата држава, бидејќи имаше период каде што во уметноста кај нас варија константно. Има високо качување, има пат. Сега сме известен период во пат каде што публиката воопшто не се заинтересирува за уметност. Но што според тебе се должи бане тоа? На недоволна едуцираност за култура и уметност. Да, треба уште од мали ноги да се тоа е многу учи, важно, да компетентни да го поразговара. Да прати култура, да прати се, да чита, се што е во доменот на културата и уметноста. Значи недоволна едуцираност во тој однос. Се оди на изложби буквално за пијачка, што е многу иронично, се оди за пијачка и кога ќе се испие сето тоа се оди на следна изложба на пијачка, но и тоа сега престана во последно да го има. Сега не се оди ни на пијачка? Не се оди ни на пијачка. Има доста млади ентузијасти од гледам уметници кои што се уште пробуваат преку своји колективи нешто да променат и тоа е доста добро, но не е доволно. Според мене се уште треба многу работа, треба младите уметници да излезат со став макар на улица. Не мора да работиме во галерии, не мора да правиме изложби во кафичи, галерии. Можеме да направиме на отворено. Можеме да земиме став на отворено преку перформанси, инсталации. Уметноста има Нема граници. Денеска мора да се има широко гледаиште на уметноста. Ако се стесни гледиштето, се губи битката. Тоа е неминовно, според мене. Точно, значи, уште од мали нозе треба и децата да се учат на култура, уште во образованието, да се носат на изложби. Да не речам дека во последниве години ликовно образование малтене и да нема во училиштата. Со еден час ликовно, еден час музичко, не може детето ни да ги покаже своите способности, ниту пак да ги развие тие таленти. А нема дете што не е креативно талентирано за нешто. Само треба да го пронајдете тоа. Само треба да се пронајде тоа. И мислам дека тоа многу повеќе би значило, а да не зборувам тек во средните училишта, каде па и воопшто веќе нема нели никакви часови од областа на уметноста. Зошто? Па мислам дека кога младите луѓе би биле уште како млади поттикнати на креативност, многу полесен ќе биде животот и за понатака. Едноставно не мора да значи дека ќе се роди нели уметник, музичар, глумец, пеач, меѓутоа да се пронајде талентот. Во животот ќе има друго чувство, значи среќата едноставно доаѓа на поинаков начин. Затоа и треба да се посетуваат и изложби и концерти, нели реков, треба да се полага на културата и на уметноста многу повеќе за да
Мислам дека и воопшто и на повозрасните луѓе ќе им биде многу поубаво ако земат да посетуваат место да седиш дома и да гледаш само телевизија. Подобро е да искочиш да видиш некоја добра изложба, некој добар концерт, да се расположиш, да смениш онаа позитивна енергија, бидејќи ние уметниците сме позитивни. Ако не се дружиш со нас и пропустиш многу. Ние сме терапија. Да, и јас се согласувам како нив дека во последно време е прилично многу опадната. Сепак јас работам во галерија за разлика од нив, значи во Грал галерија каде што тој знае најдобро. Да, каде што ги имаме најубавите дел од најголемите македонски уметници на денешницата и претходно, како Чемерски, Пенушливски, Мазев. Значи, порано имаше дури луѓе што само ќе доаѓаат да ги гледаат. Сега и бројот на луѓе кои што доаѓаат во една галерија, значи тоа е во еден пат. Меѓутоа, па од друга страна ме радува што, како што кажи Бан, има млада една генерација на уметници кои што пробуваат да се пробијат на некој нивни начин, значи дали е тоа со продажба, дали е со комуникација, дали е со изложби, дали е со перформанси, каде што, не знам, еве, например, имаше многу еден убав настан каде што се случуваше во ГТЦ, каде што се разубави јавниот простор, уствари. Да, тоа беше со графитите. Тоа со графитите, значи тоа беше фантастичен момент да се приближи уметноста како уметност до сите граѓани воопшто кои што ќе поминат низ тој ГТЦ. Тоа беше едно симпатично. Работата е што ние како уметници на крај, за да кога ќе стигнеме до една изложба да направиме, значи ние први нели нормално ги каниш луѓето што ги познаваш, па тие што идат на пијачки, што кажеме во фамилијата, и жално е што секогаш на тие изложби, без разлика дали станува збор за нас тројца или кој да е, поготово од младите генерации каде што доаѓаат, единствено луѓе кои што се лично познати, блиски, ќе ги видат тие дела вака или онака. Значи луѓето кај нас немаат доволно информираност и едуцираност во таа област, и они сепак треба да направи самото општество, значи Бане како професор во средните, во основните, значи каде што треба да се едуцираат луѓето на малку поинако ниво, значи сепак преку уметноста и движењето на уметноста се забораваат сите негативни работи кои што воопшто и се случуваат. Така да мојот апел е до сите ваши гледачи кои што се секогаш кога ќе прочитаат изложба, нека отидат, нека видат. Значи тоа е нешто кое што не знам, ќе им одземе само половина час од денот, меѓутоа тоа е една убаво збогатување на духот кој што го имаат во себе, повеќе од колку која била емисија, телевизиска серија и губење на време. Значи сепак треба да отидат на концерт, како што кажа Андријана, на театар, на кино, на Да, пред крај целокупно земано. Меѓутоа еве и уметноста и културата. Сметате ли дека може да се надеваме на подобри времиња во овој однос? Јас секогаш сум позитивна. Да, постои, го гледам кај вас колку е всушност еве споменавме тешко еден млад уметник во земјава да се пробие. Дали треба можеби малку повеќе поддршка не само од институциите, па можеби и примарно од институциите, да имаат уметниците во земјава, како и за себе експресија? Јас, например, еве сега не моментално, од кога сум завршила факултет, работам исклучиво како самостоен уметник. Значи, јас и живеам едноставно од оваа работа. До сега сум направила 22 или 3 самостојни изложби. Сепак, уметноста е убава, но и е голема инвестиција. И секогаш и добро е кога имаме поддршка. Да не речам, јас лично сум имала доста поддршка од Министерството за култура, кој тие наши проекти ги поддржува. Меѓутоа, и тие се некои средства кои што се лимитирани. Меѓутоа, окей, благодариме и на тоа, но треба многу повеќе. Значи, треба и статусот, мислам, на ликовниот уметник, особено на самостојните ликовни уметници, да се направи еден статус каде што ќе се знае местото во општеството. Да, ова не е решено дефинитивно така. Немаме никакво решение околу тоа. Што се однесува до секогаш сум оптимист и ете јас и лично работам на афирмација на уметноста каде можам и колку можам. Така да да се надеваме на подобро. Значи, како што кажав, постои толку силна енергија на младо уметнички налив сега,
што само им треба мало туркање. Само треба малце да се охрабрат, малце институциите да помогнат, Министерството за култура да не биде толку селективно да не се навредат старата генерација автори кои што се уште сакаат да бидат присутни, но мора да се направи еден баланс помеѓу тие две работи. Има толку многу млади автори, ние како генерација и помали од нас и постари, што се фантастични уметници од Македонија, ви кажувам на Балканот, што прават чуда. Само треба некој тоа да го види, треба. Тие се на некој начин изреволтирани и не сакаат да ја прикажат својата уметност. Сум бил на нивно место после студентските денови, знам како е, но мора следот да се најде начин тоа да се прикаже, да биде. Уметникот мора да критикува. Уметникот мора да има став, уметникот мора да слави нешто. Уметникот мора да биде се што обичниот човек не може. Значи, уметникот е тој кој што може да заземи став. Затоа мора да се помогне, затоа и постоеле мецени во општеството порано, кои што ги туркале уметниците, поготово италијанската рана висока ренесанса, барок и така натаму. Ги туркале, вложувале големи средства во нив. Треба малце да се размисли на тоа, бидејќи има многу силна енергија тука, гледам деца што чуда прават, но добро, еве нека биде и ова еден апел. Но мора да се охрабрат. Кичо за крај. Ја за крај исто како и ние, значи сепак мора да се најде некој кој што ќе даде голема поддршка, мислам, дали е тоа министерство, дали се мецените, дали се приватни фирми, бизниси, значи каде што просто едноставно моето искуство налага со преку работата во галеријата, значи мене ми налага дека кога еден млад уметник ќе продаде цена слика за една одредена цена и тој продолжи да се занимава со уметност. Неговото име станува се попознато, автоматски цената на самата слика и станува многу поголема. Јас знам дека почетокот е стварно тежок. Меѓутоа, оптимисти сме ние сите како уметници, значи не само ние, па ќе кажам тројца, воопшто како уметник човек треба да биде оптимист, да пробува да се бори со сите имаме некои препреки во животот, меѓутоа кога би земале и би се бореле, значи сега да не сватите погрешно машки. Работата е што мислам дека сите може да се избориме на крај, да ја качиме уметноста на едно малку поголемо ниво, барем во приближно време, па полека да пробаме да ги следиме тие европски трендови кои што вика Бани, има деца кај нас кои што функционираат на интернет, работат, прават светски чуда, значи кои што се барани надвор од оваа наша држава, а кај нас никој тоа не знае да им го исцени. Значи не е проблемот во уметниците, мислам дека проблемот е во поставеноста на работа. Би се согласила и еве ова нека биде еден своевиден апел и до институциите, меѓутоа и до сите оние секако што можат да помогнат за афирмација на уметноста. Слушнав се и од моите гости, имаме и тоа како квалитетни ликови, само треба малку повеќе поддршка. Дечки, јас многу ви благодарам за овој разговор. Како што кажав, зборувавме за една убава тема, се надевам следен пат ќе има повторно некој убав повод. Сега останете почитувани со нас, за кратко следува разговорот на колегата Чаловски со мојот колега исто така Дејан Андоновиќ околу светските случувања. Објавивме само 4 досија, а се крена голема прашина. На кого му пречи македонски инсайдер? Работиме по строго утврдени стандарди. Сите досија ќе бидат предадени на органите на прогонот. Тимот на македонски инсайдер во понеделник во 21 часот ќе објави 4 нови досија. Криминалот и злоупотребите ќе бидат предмет и во новите досија. Јас сум македонскиот инсайдер. Подкуп не прифаќам на уцени и закани, не подкрепно.
гушево тесно. Го прашавме кога бил неговиот прв секс, за кариерата, за приватниот живот, но и за неговиот пријател кој многу му недостига. Стално ќе ни недостасуваат, поготово мене, зашто со Ванчо јас сум играл, го знам од студент. Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на 1 ТВ. Враќаме во студиото за една кратка анализа за случувањата во Америка и сите луѓе кои што го напуштаат Трамп, но за волја на вистината, Дејан, овој пат Вес Мичел, американскиот помошник државен секретар за Европа и Евроазија, вели: заминувам затоа што го постигнав она за кое што бев назначен на функцијата или затоа што ја прифатив оваа функција. Човекот мисли дека сработил она што треба и затоа се оди од приватни причини, бидејќи сака да остане со двете мали деца, да им ја гледа растењето на детството. Тоа е образложението, но она што е интересно оваа вест е дека помина некако незабележано, за разлика од претходниците негови кои од Трамповата администрација излегоа на голема врата, да потсетиме кој се излезе, немаме време, но важно е над 100 луѓе. Да, фактот дека главниот американски дипломат за Европа и Евроазија се заминува од позицијата е сериозен удар за обидот на некој начин подобрување и усогласување на односите на Европската унија и земјите од Европската унија и НАТО со администрацијата на Доналд Трамп, која нели веќе најавуваше дека ќе ги преиспита односите и со Европската унија, но и НАТО. Не случајно денес излезе и информацијата од американските медиуми кои цитираат извори на демократите од Соединетите американски држави и велат: доколку Трамп се обиде да излезе од НАТО, ние ќе го блокираме тој процес. Што само укажува дека заминувањето на Вес Мичел ќе биде сериозен удар за некакво какво такво унапредување на односите помеѓу Вашингтон, Брисел и земјите од Европската унија. Вес Мичел беше во Македонија, важи за голем поддржувач на договорот помеѓу Македонија и Грција. Договорот во Грција, каде и да е, би требало да се ратификува. Се знае ли човекот кој што ќе дојде на неговата позиција, особено дали се знае, ако веќе има неколку кандидати, која е нивната позадина, кој е нивниот профил, дали можеби и тие би имале исти интерес како и Мичел? Јас ќе повторам, Вес Мичел е назначен на оваа функција од Доналд Трамп во 2017 година. Важеше за човек кој се залага за унапредување и усогласување на американската политика со политиката на Европската унија, со политиката на НАТО и со политиката на евроазиските тие интереси на европјаните и Соединетите американски држави. Се смета дека неговата оставка ќе биде сериозен удар за понатомошното унапредување на односите на Трамповата администрација. Не случајно ја кажев веста од Сабајле која вели дека доколку Трамп се обиде да го напушти НАТО, демократите ќе го блокираат, што укажува дека можеби на негово место се планира некој нов јастреб по теркот на Трамп. Да, оние епитети кои му се даваат на Мичел дека всушност бил посветен работник, одличен во својата работа, вреден и ефикасен. Па добро, тоа за секогаш нели тој што се заминува за него се зборува, но треба да видиме што ќе биде понатаму. Не сите беа така квалификувани. Ќе видиме што ќе биде понатаму, бидејќи кризата помеѓу Трамповата администрација и европските сојузници од ден на ден се продлабочува. Ми се чини дека Вес Мичел беше еден од тие кои беше на некој начин нивелатор на тие односи. Оправдано е стравувањето дека неговото заминување можеби, бидејќи не може веќе да го издржи притисокот на интересите на администрацијата, велам можеби, а можеби и Трамповата администрација планира да ја ревидира политиката кон НАТО и Европската унија, па планира да стави некој свој човек кој има послични нели визии за тоа како треба да изгледа Европа и евроазиската цела култура во очите на Белата куќа. Така. Ја следевте оваа кратка анализа, меѓутоа редовна во студиото за случувањата во светот. Дејан, овде ќе ти се заблагодарам. Ќе направиме сега една кратка пауза, бидејќи следат други содржини предвидени во рамките на студиото. Јас и Јана се враќаме некаде околу 16:45. Не дека криеме нешто. Не.
Председателот постапува со пошироко толкување на уставот, има апсолутно право за тоа. Да, точно така. И тама работа да нема. Секоја среда со мене Сашо Ордановски во Печат на неделата заедно со моите гости да ставиме печат на настаните. Вечерва. Нова епизода. No, Lord. I swear. On all the gods. Од епската приказна, која ги освои гледачите уште по првата епизода.